Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Утре е празникот Митровден. Сите оние кои го слават овој празник или го носат тоа име, нека ми е честито, а посебно на мојот девер Димитар Белчевски. Инаку и во оваа наша емисија, од каде директно се јавуваме, повторно е застапена рубриката Профил, во кој ќе го представиме нашиот сонародник доктор Драги Денковски. Ќе дадам исто така блиц вести, како и мојот коментар на неделата. Уште еднаш имајте пријатна разонуда во наредниве 60 минути. Најпрво да одиме со прилогот за празникот Митровден. На 8 ноември го славиме споменот за светиот великомаченик Димитрий. По потекло од Солун, син единец, добиен по многу години молитвено богославие. Татко му на Димитрий бил војвода Солунски, па кога умрел, го поставиле неговиот син за прв човек на градот. Христоборниот цар Максимијан му порачал на Димитрий да ги гони и истребува христијаните, но новиот војвода не само што не го послушал царот, туку јавно го исповедал и го проповедал Христос. Кога слушнал за тоа, царот дошол во Солун, го повикал Димитрий и го испитувал. Војводата јавно и без двоумење признал дека е христијанин, го изобличил идолопоклонството, пошто бил фрлен во затвор. Знаејќи што го чека, Димитрий го предал сиот свој имот на ученикот Луп, за да го раздаде на сиромасите. По неколку денови биле испратени војници и Димитрий среде молитва бил избоден со копја. Неговото тело тајно го зеле христијаните и честно го погребале, пошто потекло исцелително миро, преку кое мнозина болни се излечиле. Неговите чуда се безбројни до овие наши дни. За многу години. На 14 ноември после богослужбата со закуска ќе биде промовирана монографијата на брачниот пар Борис и Рада Видиновски, чиј автор е публицистот Славе Николовски Катин. Повелете дојдете во црквата Свети Климент Охридски на 14 ноември. Да спомнам, почитувани сонародници, дека сите наши емисии на Глас од Македонија веќе ги поставуваме на YouTube. Ако отворите под Voice of Macedonia и кликнете на subscribe, а тоа е бесплатно. Истовремено ја поддржувате и самата радиопрограма Глас од Македонија. А сега да го откриеме ликот на доктор Драги Денковски.
11 километри од градот Куманово, од десната страна на реката Пчиња, сместено е Кумановското рамничарско село Младо Нагоричане. Ова голема населба со 40 мала, која во 60-тите години броила со околу 3500 жители, главно занимање земјоделството и сточарството. Ова село со многу богата историја од античко време, во која близина се наоѓа и Кокинската обсерваторија, позната во светот, исто така познатата Кумановска битка од Првата Балканска војна, село со 40 цркви, од кои некои се затрупани, потоа природната убавина. Сето тоа го краси ова Кумановско село заедно со Кумановското поле. Oči mi se kameri, samo tuka jedna mala tumba ljubi banderi. Pejam za Kumanovo i za pete vekovi, jedna jovka posilna od sonce topi snegovi. Duričina patuva, kete čuvane, kako oko, kako zlato, kako roden brat, kako deca od tebe se raduvane, neka bije večer Bože moj otkuvan grad. Cel život sve vo Kumanovo, se gde šetam samo tuka, spijam spokojno i gordi sme na Kumanovo, što ginući sine luđe, što je najvredno. Pesmi za Kumanovo, mnogu se napišani, ama nema takva koja srce kete nišani. Oda za Kumanovo, grene snega poleta, kako gula, kako večna ljubov, kako posveta.
таа античка населба со богата историја младо Нагоричане е роден доктор Драги Денковски 1940 година од татко Милан и мајка Олга Денковски, еден од трите нивни деца. Потоа неговиот брат Живко и сестрата Елица. Основното училиште го завршува во неговото село, за да пак стоматолошкиот факултет во Скопје, каде ја саретнува и неговата идна сопруга Убавка, со која ги добиваат двете нивни деца Валентина и Мики, а подоцна се обогатуваат среќни и горди со нивните три внуци Стефан, Михаил и Габриел.